Македонија веќе извесно време се бори со предизвикот како да оствари поголем економски раст, но македонците никако да излезат од нискиот животен стандард, што пак директно влијае на тоа да го носат приматот како најнесреќен народ на Балканот па и во регионот. Најновиот индекс на World Happiness Report ја позиционира Македонија на дури 84-то место во светот. Словенците според извештајот се најсреќни балканци кои се позиционирани на 44-то место. Потоа следуваат србите на 70-то, по нив се жителите на Црнагора на 73-то, хрватите на 75-то, босанците 78-то и грците на 82-ро место. Алфа ги праша граѓаните колку се среќни и исполнети. Голем дел од нив вела дека насмевката на нивните лица одамна ја нема. Причина низата проблеми кои периодов биле наталожени. За среќа вела треба многу, но на македонците им треба многу повеќе. Не сме среќни, воопшто. Што ни фали во моментов? Нема што не ни фали пократок список ќе биде, што не ни фали. Генерално можеме да бидеме стрикни. Така мислам. Зошто во последно време насмевката на лицата ја нема кај голем дел од населението? Па затоа што ни се собрани еден куп работи како нација, ама мислам дека може да излеземе од оваа ситуација и да бидеме стрикни во иднина. Не сме среќни многу. Што ни фали? Многу нешто. Среќни ли сте како народ? Па, така, малце, многу малце. Не баш претерано, не баш претерано. Кој што може да видите, само фаци гледајте. Помладите пак велат дека надлежните мора активно да поработат на проблемот и да најдат начин како младите да останат дома и при тоа да бидат среќни, зашто како што велат сега само се бара можност како тие да ја напуштат земјава. Не е како што треба ситуацијата во државата и младите не им иде добро животот. Што треба да се промени? Власта да мисли повеќе за народот, а не за нив. Од 1 до 10, 6. Што треба да се промени? Менталитетот на народот, само тоа. На листата на најсреќни земји ширум светот се Финска, која се искачува на првото место, а најлошо рангирани се Руанда, спуштена на дури 152-то место, и Јемен на 151-то место. Инаку големиот негативизам обично води до лоша оценка за квалитетот на животот, кој барем кај нас го засилува чувството на несреќа и ја спушта земјата позиционирана надолу во листата.